One-on-one web content brought to you by Good Nature. Ви благодарам многу. Постојано сме под стрес, пријатели мои, отвараме на интернет, пуштаме на телевизија преговори за името, не знам, во 155-ти преговори. Ние животот ќе ни помини во преговори, луѓе. Отвараш на интернет, на пример, Мелита, нова фотосесија во кујната. Зошто да го знам то? Ноне на брод. Зошто, човече? Не, ова не е само сега ноне на брод со црнец, ноне на брод со не знам што, ноне свадба прави. И ние, девојката нема пее, но мислам, последно има издадено песна, не знам од кога, али ние упорно дознаваме. Но не ова, но не она. Ние живееме со такви некои шокантни вести. И постојано луѓето се под некаков стрес. Јас не сум под стрес, немам никаков стрес, дали дека популарен. Иначе живеам во Битола, не знам али знаете, на една населба Бајро се вика. Има некој што знае? Тој е како Монмартар во Париж е. Тесни улици, високо, најгоре снег вака паѓа, на пример снегот, ја заклучува школата дозгора со лизгање, назад со чеканчиња се враќаш. Мислам, таква е населбата и неа менувам. Куќите се поставени амфитеатрално, секој да има поглед врз секој, отвараш прозореците како комшите во дневната. Што правите? Мислам, населба створена, пријатели мои, специјално онака за свадби. Идеално онака публика да можеш да знаеш точно која невеста од кој момент отвараш вака директно на балконот, гледаш таму невеста дека ќе ја вадат и така натаму, уживанција, нема подобра населба. Си ја рекламирам успат населбата јас. Иначе сум глумец по професија, имам играно во неколку филмови. Не знам дали ми имате видено во некој филм. Ми имате видено? Не, и јас се немам видено. А уште од на факултет бев спремен, онака глумец, знаеш, се запишувам се, доаѓам Скопје, седам вака пред огледало прва година, втора година, створен за филм, вака се гледам, тоа е тоа. Никој не се јавува. Трета година ми пишува, некој вика, ќе ти звонам, крени продуцент тој и тој. Опа, викам, дури со порака. И звонам, вика, ало, ти ми требаш и никој друг. Кој ќе ми рече ти ми требаш и никој друг, значи сите откажале, уште јас останав. Велам, повели, кажи, зашо се работи за каков филм, јас сакам да работам многу филм, вика, прво вака, за бизнисмен се работи, бизнисменот вика, джогира, вика на кеј, кај ме најде, викам, бизнисмен, мате. Со вика, со клучи, джогира, вика, прави вежби, така натаму, одиме на снимање, 5 сато са бајле. На кеј, значи сите откажале, ме сваќаш. Тој застана со камерата таму, јас ваму и правам некој, вика, прави вежби! Од таму, јас вака почнувам да правам вежби, едно време само викам, а вака или вака? Како сакаш, ништо не се гледа. Ужас! После ми понудија соработка да имам за македонска народна приказна Глуп 2 да играм. Оти Глуп еден е Лазе Бараков. Викам, не, нема да почнем кариера на македонски народни приказни, нема шанса. Викам, повели, кажи за филм сакам да работам. Вика, се работи дечко и девојка, по некој време ти влегуваат во брак и вика, дечкото ја фаќа, вика. Девојката како вика, девојката го фаќа дечкото како тој изневерува. Викам, супер човек. Али со маш. Викам, за кој маш ме бараш, за овај или за овај? И на крајот испадна за овај. Во едни розови хулахопчиња стенкав таму. Некои видеа не сакаш да ги гледаш. Тоа е моето филмско остварување, иначе играв и во Балканот не е мртов. Сцената со Раде Шербеџи таму една од Србија. Јас бев келнерот тој што се појавува и вика само кафе? Ја секоја на монтажа. И ја нема, нормално бев на премиера се вака горто облечен, вака со сакоа, со 300 работи, претходно имав сако, морам да кажам. Сега сум покажал. И облечен вака се и Марин Ѓурѓевски нема. Во ова, ме секоја на монтажа. И вела дека е многу битно да си глумица. Глумец тешко може да се пробиеш. Како, шо, да направиш ти џабе ти едноставно. Глумица, само вака да мрдни, друго е. Маш замисли, ти сега одиш, например, седнуваш вака да преговараш за филм и му правиш на продуцента. Прво нешто што ќе ти рече, од овие ерите глане можеме да крениме. А жена да застани вака, само вака да направи, одма се фокусираш на тоа нешто. Размислував многу како мажите да се подобрат најцело време, како ова са време на жените, дајте им простор и така натаму. Направив краток список за тоа како жените треба да ги направат мажите посреќни на некој начин. Најдов една статија на интернет, америчка, и пробав таа статија да видам дали функционира кај нас. Прво, во статијата вели, припремете некој мексикански специјалитет. Кој црни мексикански специјалитет? Таа манџа не знае да направи специјалитет. Замисли дома седнати сите и мајка и тука пробува. Вкусно. Ама не ќе беше лошо и граб да направиш. Втор совет вика, исто, изненадете го мажот со некоја кожна секси облека.
Се враќаш од работа, капна, цеги, стекуваш тука и ја гледаш те. Бетмен, ај направи нешто за јадење, бе. Едноставно не функционира, драги мои пријатели. Кај нас овие амерички глупости нема шанса. Исто, вика, мажите постојано мислат на секс. Да бе, ние седиме и постојано на секс мислиме. Али тие немаат самодоверба, затоа кога сте со другарки, дајте му самодоверба. Кажете дека тој е битен, дека тој владее со материјал. Замисли, со другарките седи и застанат, а ти му ќошат таму. Маријан, свака час е. Кога ме фати да ме мава, да ме тепа, значи, вака, значи, лудници. Ужас ми да ти капат очите од срам. Исто велим, напишете на Фейсбук дека тој е мажот ваш. Мислам, неверојатно. Замисли, седиш и пишуваш ти, Маријан е човекот кој што го сакам, легнати, голи и со кебето покриени вака. Ужас. Па, драги мои дами, направете мажите да бидат посреќни. Те сакам многу.